Почитувани медиуми, денешната пресконференција има една порака, а тоа е дека Социјалдемократскиот сојуз дефинитивно ја кочи работата на анкетната комисија за скандалот со прислушкувањето. Анкетната комисија која што се формираше по барање на Социјалдемократскиот сојуз, која што беше еден од условите за склучување на договорот во Пржино, анкетната комисија преку која што тие најавуваа дека сакаат да го расчистат скандалот со прислушкувањето, денес е нефункционална токму заради кочењето од страна на СДСМ. Како пратеници во оваа анкетна комисија, кои што носиме одговорност и пред собранието, и пред избраните граѓани, сакаме комисијата да ги исполни своите надлежности и да ги оствари зацртаните цели, да се дознае кој прислушкувал неовластено, по чиј налог, во колкав голем обем, и да донесеме заклучоци и препораки за никогаш повеќе во иднина тоа да не се повтори во Република Македонија, да се злоупотреби или да се наруши безбедносен систем или да се нарушат правата на граѓаните. Но за жал, председателот на анкетната комисија, господинот Шилегов, пратеник од Социјалдемократскиот сојуз, и покрај тоа што има деловничка обврска, како председател на анкетната комисија да биде еден меѓу еднаквите, да свика седница на анкетната комисија, не го прави тоа и после барањето на 8 членови, на половина од членовите на анкетната комисија поднесено пред 6 дена. Според деловникот на Собранието на Република Македонија и според деловникот на анкетната комисија, врз основа на член 9 и став 2 и 3, доколку 1/3 од членовите на анкетната комисија побараат да се закаже седница, истата треба да се закаже во рок од најмногу 2 дена и истата треба да се одржи во рок не подолг од 4 дена. Пред 6 дена поднесовме барање, како пратеници, да се закаже седница на анкетната комисија и да се разгледува извештајот на Управата за безбедност и контраразузнавање, доставен од МВР, на чие што чело е господинот Оливер Спасовски, кој што има државна тајна класифицираност и е доставен до сите пратеници, и СДСМ, и тие од ВМРО-ДПМН, од ДУИ и од ДПА, но председателот на анкетната комисија Шилегов не ја закажува оваа седница и грубо го крши деловникот на истата и грубо го крши деловникот на Собранието на Република Македонија. Тој, кој што го предложи деловникот на анкетната комисија и партијата која што инсистираше оваа анкетна комисија да се формира, денес имаат нешто да кријат, не сакаат повеќе седници на анкетната комисија и очигледно е дека не сакаат да се дознае вистината за скандалот со прислушкувањето. Затоа денес како членови на оваа анкетна комисија поднесовме известување до председателот на Собранието за грубото прекршување на деловникот на анкетната комисија и на Собранискиот деловник, преку незакажување на регуларно и нормално побарани седници, и од истиот побаравме, како председател на Собранието, да ги извести сите други пратеници и во догледен рок, согласно деловникот на Собранието, да побара свикување или самиот да ја свика и да ја закаже следната седница на анкетната комисија. Не навлегуваме во причините зошто Социјалдемократскиот сојуз бега од изборите. Тоа е нивно политичко право и тие треба да објаснат на своите членови и поддржувачи. Но како пратеници, сите сме одговорни во работните тела, каде што членуваме, да допринесеме за утврдување на фактите и на вистината. И затоа имаме одговорност да укажеме дека ова кочење на анкетната комисија за скандалот со прислушкувањето е неприфатливо, неодговорно од страна на Социјалдемократскиот сојуз и сметаме дека ги кочи политичките процеси и само има за цел да ја зголеми политичката тензија во Република Македонија.